Вкупно 75 интервенции на територијалната противпожарна единица Куманово се евидентирани во текот на месец јуни. Дури 1/3 од интервенциите биле во местноста Стари Лозја, информира командирот Дејан Илиевски. Тој повторно апелираше до местното население да не палат смет на отворен простор, бидејќи може да ја загрозат безбедноста на граѓаните во околината. Во меѓувреме се работи на делумна реконструкција на гаражниот простор, но и пристапот кон територијалната противпожарна единица во Куманово. Се врши делумна реконструкција. Фактички доградба на гаражниот простор, бидејќи, како што напомене и градоначалникот, очекуваме по завршување на месец јули-август да добиеме возило кое е преко потребно на нашата единица. Тоа е возило со хидравлична скала, 30 метарска, и поради тоа е целата ова убрзана малку работа. Се работи на доградба на гаражи, како што реков, тоа ќе биде настречница во функција на објектот. Се бекатонира целиот пристап до и околу пожарниот дом, така што во секој случај задоволни сме од тоа што се работи и се надевам дека ќе продолжиме понатаму. Како што знаете и самите, со градоначалникот остваривме средба со пожарникарите од област Тирол, Австрија. Тие беа кај нас во посета, не повика на возвратна посета кај нив и таму начално се договоривме околу понатамошната соработка со австриските пожарникари. И се надевам нема да остане само на ова возило. Кај нас ги викаме доброволни друштва, тие таму ги нарекуваат волонтери, волонтерски друштва, бидејќи се работи на база на волонтеризам, без никаква новчана надокнада. Се обидуваме, нормално и ние овде во Куманово, во градот, веќе имаме противпожарно друштво доброволно, кое функционира, имаме околу 30 на членови до сега. Во иднина, така ни е планирано, да во текот на наредната година, тоа, ако успееме да го наметнеме меѓу жителите на околните села и добивне цврсти гаранции од Австрија и од австријските пожарникари, дека ќе ни донираат по 1 до 2 возила за секое место каде што ќе имаме отворено испостава на волонтери пожарникари. Од почеток на месец јуни до 30 јуни бележиме 75 интервенции, од кои 56 се на отворен простор. А од тие 56 на отворен простор, 25 се на потегот Стари Лозија до, што го викаме ние, Туш маркет. Значи 25 интервенции имаме во месец јуни само на тој потек. И поради сето тоа, градоначалникот издаде наредба, која ние сега ја спроведуваме. Се надевам, искрено се надевам дека ќе престане више тоа, не знам како да го наречам, лудило меѓу граѓаните со тоа општо палење на сите страни, со што директно ги доведуваат во опасност луѓето кои живеат таму. Вчера имавме таму интервенција каде интервениране со 3 возила и 8 пожарникари. Буквално пожарот беше влезен во дворовите на луѓето во куќи. Меѓутоа тоа е што е, свеста кај нашиот народ е таква каква што е. Би апелирал да не палат, да се барем на овие топли жешки денови попратени со ветар, навистина е сериозна работа. Тоа, да бидам искрен, се уште не е започната таа сезона на пожари, тоа доправа го очекуваме тој бран. Тоа е обично додека трае жетвата, луѓето се повнимателни, меѓутоа по завршување на жетва, нашиот народ е таков каков што е, тргнува во масовно палење. Меѓутоа мора да напоменам дека покрај тие пожари на отворен простор, ние интервенираме на други пожари кои што се јавуваат во урбана средина. Покриваме и општина Липково, секогаш кога се во можност помагаме и на општина Стара Ногоричино. Така да со тие луѓе што располагаме, навистина даваме максимум. Ние имаме побарувања од 40 такви пожарникари, меѓутоа дали тој број ќе ни биде удоволен, не знам. Меѓутоа се уште нема интерес кај луѓето да се пријавуваат за таква работа, кои би работеле 4 до 5 месеци како по договор, или не знам како е замислен тој проект на влада.
Меѓутоа имаме поднесено, имаме пуштено барање и сега очекуваме да видиме како ќе помине сето тоа.